сега да му посакаме добро утро на нашиот гостин Костадин Балкански. Многу интересно презиме Костадин, морам да кажам. Кој што е колекционер на народни носи. Добро утро. Добро утро на вас. Искрено, може би сме полни со предрасуди, но кога ќе слушам колекционер, очекувам човек во многу поминати години, но не само што си ти млад, туку со ова си почнал да се занимаваш од 16 години. Да, така? 16 години, кога бев уште ученик во Средното музичко училиште, Илија Николовски Луј. Тогаш почна љубов, да кажам, некаква почетна љубов, но интензивно почнав да се занимавам, на 25 години. Тоа ше почнав да заработувам, имав финансиска поддршка, од самиот себе не барав од мајка ми пари. И више стана интересно да гледате што има на терените, да сознавате нови работи, да имате интеракција со постари луѓе, со многу поискусни бабички, еве мажите знаат дека сме прибрани, не кажуваме ништо. Ама со постарите женички беше емоциите проработуваат. Тоа се искусува само на терен, на ниедно друго место. Ми ветува дека ќе биде интересен разговор, повели Ирена, да. Искра ти благодарам тебе. Добро утро, почитувани уште еднаш. Како што најави Искра, ова утро наш и ваш гостин е, сега јас официјално да го најавам, Костадин Балкански, колекционер на традиционална македонска народна носија и воедно е вработен во Националната установа Танец како играч и пејач на традиционален играч и традиционален пејач. Така е официјалното, нели, официјалната најава. Добро утро. Добро ми дојде во утринската програма. Знам дека си ранобуден, бидејќи имаш кученце, лабрадор, и две дечиња мали, така нека се здрави и живи. Не беше проблем за да станеш рано и да си ова утро заедно со нас. Кажа на почетокот и со Искра, на 16 години започнува твојата пасија, твојата љубов кон колекционерството на народни носи, пренесена од твојата мајка. Од тогаш па наваму над 1200 предмети, така? Предмети, значи не носи, него предмети. Тоа вклучува голем дел и од накитот, и од монистрениот накит, и од буквално од све што може да се види на носија, тоа ги вклучувам таму деловите. Така. Како започнува еве твојата приказна, да кажеме? Како почнува сето тоа? Од каде ги набавуваш сите овие предмети, бидејќи не е лесно? Па и навистина јас те прашав каде ги чуваш овие 1200 предмети? За ова најголем кривец ќе обвина мојата мајка, Снежана Балканска, кој би сакал да поздравам, да не беше она, немаше да случуваат многу работи во мојот живот. Ми донесе некои предмети кои стојаа така дома застанати на страна, беа интересни да се гледаат. Првиот терен што беше така поинтересен за носи беше Витолиште и Полчиште, со Средното музичко училиште, спиевме во црквата Мариово, спиевме во црквата Свети Илија, мислам дека, и беше одлично искуство за почеток. Имавме прекрасна интеракција со стари луѓе, кои во тоа време имавме среќа да фатиме и многу постари жители, родени многу порано, него во денешно време. Пример, фативме жители кои беа родени измеѓу Прва светска војна и Втора светска војна, кои беа прекрасни форматори и едноставно се роди љубовта за носиите, за предметите. Секој предмет има своја приказна, така. Може ли да споделиш со нас можеби некој предмет кој што ти го поседуваш, кој што има во себе интересна приказна? Еве веќе гледачите гледаат и дел од носиите кои што се поставени во музеот во Битола, за тоа малку подоцна ќе позборувам, ама на вистина прекрасни носи, прекрасни и фотографии, на вистина можеме да се пофалиме како држава дека имаме на вистина богато културно наследство. И богато, и мислам дека имаме единствени вакви носи, вакви предмети, ваква естетика на носи, мислам дека сме единствени на Балканот кои плениме со оваа убавина. Така. Според мене предмет кој има посебна убавина и посебна приказна е тоа што не очекував никош да го најдам. Тоа е џубето од дебар, кој е невестински облекуван елемент. Го најдов позади кафаната К, ако знаете каде. Тоа спаѓам се нека во Дебар Мало. Во Дебар Мало, да. И случајно го најдов каде жената ми сеја и ми каже дека имам нешто во ковчегот на кровот на куќата. Не знам што е. Го неам извадено со години, нешто како бунда е со крзно. Кога прашав од кој предел е, ми рече дека е од Дебар и дека е од Рајчица. Едноставно се изненадив, викам, знам што е со крзно од тие предели, знам дека многу пати сум зборел со други колекционери дека не е возможно да се најде. Дека кај нас тие што сме круг на колекционери, колку сум прашал, имаат едно. И знам дека друго е невозможно да се најде. Кога отидов, кога го видов,
во која состојба беше, не им беше битно, верувајте. Го земав, го откупив и моментално во мојата колекција, мислам ќе се прикаже на екраните, ќе се види. Да. Навистина, ова е преубаво. Само сега, бидејќи веќе одат фотографиите, поводот за твоето гостување е она што се случи во петокот, на 15 март во музеот во Битола. Тоа е твојата изложба на дел од твојата колекција, бидејќи 1200 предмети тешко дека ќе може да се донесат до Битола. Како ова е се што е поставено веќе на изложбата, така? Тоа е на изложбата, тоа се делови, имате носи од две мијачки оази, од Крушево и од Смилево. Една е од Дебар. Тоа Дебар беше, сакам да поздравам Наде Генеска Брацич, која е етнолог и кустос во музеот во Битола, и голема благодарност до нејзе и до Маја Стојанова, што е директорот на музеот, кој беше единствен музеј кој ми возможи таква прилика без никакви залагања, без ништо, дури се понудија и да ми помогнат нешто, но јас одбив дека сепак излагам прв пат на било какво јавно гледиште на пред гледачите и пред вас и на самата телевизија. Тоа беше прво излагање, нешто да излагам од мојата лична колекција. Така. Сега да кажеме дека изложбата е отворена 2 недели од 2 недели ќе биде отворена. Тоа беше отварањето претходниот петок во 16 часот, ќе трае 2 недели до 2 април. Можеме да ги поканиме сите љубители на слободно од 8 сабајле до 4 попладне. До 16 часот. Поенделник музеите не работат, тоа се нагласи да знаат. Да, имаат можност да уживаат во оваа твоја колекција на народни, на македонски традиционални носи. Во разговорот пред да влеземе овде во студиото, ми објаснуваше, бидејќи јас многу не знам, не се разбирам, дека има разлика на носиите, нели, од кој дел е, дали од западна или од источна Македонија, меѓутоа и дали од планински дел или од низинскиот дел. Кажа дека од планините се носиите побогати, поколоритни, така? Секојаш биле побогати од планините, секојаш имале повеќе накид, биле повеќе мокни, имале стока и нормално, како видите по сликите кај мене и по самата изложба, тоа се све носи кои биле од планинските села горе. Како се одржуваат овие предмети? Бидејќи се стари, има некои носи и предмети над 100 години. Како ги одржуваш? Како се одржуваат носиите? Бидејќи сепак е тоа чоја, така? Знаете како? Волна. Кога ќе ја земете, јас тоа го научив од еден мој пријател, бивши пријател и бивши колега, кој стварно тоа е еден процес кој трае. Прво носијата, ако е нападната од молци, мора да се усиса длабински, мора да се истресе, мора да се проветри. Најбоljо чистење на носиите е самото мрзнање на носиите. Мрзнање, да, на минус, каде што умираат сите ларви, сите јајца кои има поставено ларвите, дека молецот може да се роди во многу брз период. Ако има жива ларва, се раѓа во многу брз период. Еден молец раѓа голем број јајца и тоа е страшно за носијата, посебно за чојата. Посебно за чојата. Се усисава, се замрзнува, се вади повторно, се усисава. Има посебно средство кое е за дезинфекција и за уништување на молци. Се прска еднашка месечно, више кога е носијата очистена и конзервирана добро. И од тогаш више мислам дека ќе нема никаков проблем со молците. Значи ова е една макотрпна работа. Една фаза за еден предмет збориме. Не збориме за цела колекција, него збориме за еден предмет кој стварно е голем проблем. Најголем проблем ми се свилените крпи. Делови од носијата, така. Да, тоа се најголемиот проблем, со нивно пеглање, со нивно чување. Секогаш колку и да пеглате, она се гужва, пак се враќа во природна форма, значи стара е, значи едноставно не може сама да свила да опстане долг период, а да не се собере, се скрути. Ти помага некој во сето ова или буквално сам? Ќе спомнам жена ми која стварно ме трпи и понекогаш стварно сака да ми помогне, но не ја вклучам во оваа работа. Не сакам да вклучам дека имам и 2 деца. Нејзината работа оставам со децата, јас сум со носиите. Мајка ми помага и имам двајца колеги кои стварно сакам да ги споменам, Антонио Стојчевски и Дамјан, кои стварно ми помогнаа многу за ревијата. Дамјан беше 2 пати со мене во Битола, ми помагаше да местам, да забрадувам, да вртам појаси. Тоа беше стварно едно патешествие со Дамјан. Антонио кој е страшен, везе детето, репарира, значи детето си е посебно приказна сам за себе. Одејќи по различни краишта низ
Македонија, нели носиите како што ги гледаш носиите, па и Добро. делот од носиите. Ме интересира колку се тешки сите овие носии заедно со накитот. Претпоставувам се тешки за носење, а бидејќи си и член на танец, професионален играч и пејач, претпоставувам дека вие играте во оригинални носии кои што се исто така од создавањето на танец, така? Колку е тешко да се игра и да се носи една носија поготово во лето? Вака, ке таа тематика, значи, кај нас одма се гледа по Facebook страници, по тоа коментираат 40 кила, 30, 50, не. Значи, секоја носија си има своја тежина и не може се категоризира се колку нагел, колку тежела носијата. Не, јас тоа прашање секогаш го избегнувам и некам да го одговарам дека сите си имаат своја бројка во главата и нека си ја држат таа бројка до главата, јас имам своје гледање на носиите и своја тежина. Мене тежината на носиите ми е самото облакање, самата естетика, како се намести носијата. Вие може да натрупате со све и свашта, да не изгледа ништо, да тежи, кажам, 100 кила. Значи, нема. А во танец, ние гледаме носиите да не бидат, ќе кажам сега, се изразам попрости, за да може да концентрираме и да не биде полесно на сцена. Например, кај жените е сочувана таа, да кажам, до некаде традиционално облакање, автентично што познаваат дел од гледачите, каде што они не може толку горе-доле да играат со носиите, како што може да играме мажите. Има, сепак жените биле потешки носиите, да кажеме. Така. Сега, има разлика меѓу носиите како се изработувале порано во минатото, пред 100 и повеќе години, и сега. Ми кажа дека порано се користеле неколку бои, сега малку повеќе. Значи, периодот после Прва светска војна и Втора светска војна, носиите ви стануваат поколоритни, ќе кажам. Везовите се упростуваат, например во битол и прилеп се везе со црно само, на бело платно, се отврлаат тие забрадувања на главата кои што ќе видиме во мојата изложба на битолско-прилепско поле носијата која носи страшен накид на главата кој забрадува со обруз, а во поново време ставаат даркми, ставаат марами со многу малце монистра, многу малце китени со неколку парички се накитат и тоа е тоа. Тоа зборуваме повојниот период, така? Повојниот период, но се задржува во Прилепско поле, во Битол се задржува едно кој се вика прцле, кој е дел од коцел од кој се наоѓа на носијата од Битолско и Прилепско поле, големиот коцел, кој се, да кажам, се упростува и се завршува како едно мало коцле кој завршува во една плетенка со неколку коси од страната. А во минатото тоа било фантазија. Тоа било, значи, таква естетика, да, таква естетика во носиите од минатиот век, значи не постоело, мислам дека. И тогаш ги правеле во неколку бои, како ми кажа сина, така? Тогаш, значи, носиите биле, значи се гледало, само се гледа црвената боја, кажам, алова, црна, срма, може да се каже модра и темнозелена. Што се променило после Втората светска војна? Зошто, како што кажуваш, се упростува? Народот има голем, народот, пример, има достап до градовите. Купуваат више фустани, купуваат понова облека и почнуваат да се срамат од своите облеки. И ги упростуваат. Се менува, значи, се модата. Се менува начин на облакање. Значи, се модернизира, така? Знаете како, ние што имаме сега алишта за секој ден, така има луѓе поново во селата алишта за секој ден. За прослава, за свадба, за собир во село, секој гледа да биде убаво облечен. Исто што ние гледаме денеска, например, сега кога дојдете и вие како што е вака убаво облечена на телевизија, исто што доаѓам јас, така они поново се облакале. Исто имале и градска култура, каде носеле фустани, алафрангала, турка, кај што имале срма премногу. И тој, и кога дошле народот од село, кај што продавале во градовите, купувале материјали и ги носеле во селата. И се упростува дека носијата е макотрпна работа, се изработи. Да. Многу макотрпна работа, а каде пак во градовите имате фустани готови. Кој може да се купи, може да се облечи, може да користи истата, може да има истата функција и дури полесна функција него носијата кој ќе биде во полето. Денеска, во денешно време, се изработуваат носи или веќе тоа е се оставено на минатото? Во денешно време имате деца кои ткаат, кои свака им час и тоа треба се поддржи од нашето министерство. Треба да некој подвиг на тие деца дека стварно ткаат, работат монистрен накид. Но за жал нема више којунџи. Се помалци има којунџи кои изработуваат, кои поправаат накид, а тоа е стварно жално. Костадин, ти благодарам за гостувањето. За жал, јас имам уште многу прашања, те прашував и пред да влеземе овде во студиото. Меѓутоа, времето е тоа.
Ке ти посакам успешна изложба, оваа е твоја Благодарам. прва изложба, посакувам нека има и во Скопје наредна, и во останатите градови низ Македонија, зошто да не. Ке има повторно повод и прилика да бидеш наш гостин. Ти посакувам навистина од се срце и многу ми е кејф кога вака еве млади луѓе ја чуваат и ја негуваат нашата македонска традиција, она што е наше фолклорно и изворно. Благодарам уште еднаш за Благодарам вас на гостувањето. поканата. Благодарам и јас. Се гледаме во следна прилика со втората веќе изложба, можеме да така да кажеме.